Благодарам, председателе. Почитувани колешки и колеги, пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност, дозволете ми јас и лично да се приклучам на големата тага која што се случи пред 2 недели во Кочани и да изразам сочувство за жртвите. Нашата работа овдека бара да продолжиме да се бориме за тие кои што заслужуваат најмногу, а тоа се македонските граѓани. Во однос на предложениот закон за измена и дополнување на Законот за стручно образование и обука, предлагам врз основа на член 175 од Деловникот на Собранието да го донесеме по скратена постапка, бидејќи станува збор за закон кој има потреба да се направат одредени законски интервенции во насока на подобрување на законот и неговата ефикасна применливост. Со истиот треба да се овозможи зголемен опфат на учениците во дуалното стручно образование, како и да се зголеми интересот на компаниите во кои се реализира оваа дуална настава за учениците, а со цел младите да влезат во тековите на модерното време и да може да развиваат вештини и способности со кои што ќе бидат кредибилни на пазарот на трудот. Со оглед на тоа што не се работи за обемен и за сложен закон, како што веќе кажав, согласно членот 175 од Деловникот на Собранието, предлагам овој закон да го донесеме по скратена постапка и ве замолувам за вашата поддршка. Ви благодарам.